Добро утро на тие што дојдете малце покасно. Денеска е доста важна серија почнуваме. Пред да седнете, верувам дека го видовте ова, ако не сте го виделе, седите на него. На секој столче стави по едно вако. Ова е флаерот на Евангелска црква Аеродром. Значи, овде ги имате сите најосновни информации поврзани со нашата црква, со мисијата, со апсолутно се што правиме. Најбазични информации можете да добиете овде. Ребека го изработи флаерот и мислам дека е одличен, не знам. Посебно ова тука стика или како сликата оформена. Не. Сликата е одлична, ми се свиѓа. Дизајнот е одличен. Океј, веќе некој време чувствувам дека Бог не потикнува да размислуваме за многу нешта во врска со црквата. Во врска со оваа локална црква. Затоа што не 4 недели ќе биде 5 години од кога почнавме Евангелска црква Аеродром и од првиот ден до сега Бог не водеше низ брда и планини, нормално тоа го зборувам метафорички, мотивно и духовно. Не дојде до ова место каде што сме сега. Без разлика на тоа како е почнато, тоа што е важно е, кое треба да се размислува, е што Бог прави сега. И кој е правецот по кој тој сега нас не води. Од сентиментални причини, понекогаш имам искушение постојано да раскажувам за минатото. Не знам, ако сме се собрали некаде, посебно луѓе кои не ме познаваат, интереси се некои од тие први приказни со Бог што сме ги имале, некои искуства со кампови, со што ли се не сме правиле. Имам од сентиментални причини имам онака некој порив да раскажам премногу за тие работи, се воздржувам. Што се сме поминале, што се сме правиле, но Бог нас нито не повикува да се сетиме или да се ситиме или да тажиме за минатото. Знаете, некои кои зборуваат за минатото, имате чувство дека живеат там. У моментот дека се таму. Тука се телесно, вистински, ама емотивно, духовно и на секој друг можен начин тие се во минатото. Бог не повикува да се ситиме со минатото или да тажеме, или кога некој раскажува некое свое сведоштво и ако има некоја, како да кажам, некоја приказна од сведоштвото кое му е имал расторен живот, па Господ го избави овоно. Обично луѓе кои раскажуваат за тој стариот живот, лошиот живот, раскажуваат со таква страст, имате чувство дека на човекот му фали тоа. Стилот се кае, ама не стварно. Како и да е. Значи Бог не повикува да се ситиме или да тажеме за минатото, ниту да сонуваме и очајно докопнеме за некаква си иднина која би требало да имаме, која треба да ја живееме. Туку во Библијата времето секогаш е сега. Сега. Сега е денот за спасение. Денес е денот за спасение. Библијата не вика, слушај, овие се 5 чекори до спасение, Библијата вика, денес е денот за спасение. Сега, у овој момент. Сега треба да се одговори на Бог. Сега е времето за дејствување, секогаш е сега. Имате една парабола каде што Исус кажал, ги повикува некои ученици да бидат негови следбеници и да вика, бе, воловите треба да ги пробам, другиот вика, треба тоа да го направам, па да ги погребам татко и мајка ми. Интересно е што таму кога пишува, ќе да ги погребам само татко и мајка ми, па ќе донете следам, Исус вика, не може, мислам, остави ги мртвите да ги погребуваат мртвите. И се од оваа гледна точка ние мислиме дека Исус е многу безчувствителен човече, не му дава на човекот да се отиде на погреб. У старо време тоа значи почекај да умрат моите, па ќе дојдам ќе те следам. Значи дека сега се мртви во овој момент, ама да ги погреба. Тоа значи у старо време. Како и да е. Во Библијата времето е сега. Затоа што минатото поминало, а утре и днината на никого од нас не се загарантирани. Кој може да гарантира 100% дека утре ќе стане жив? Сега е денот за размислување и делување. Како што вели псалмистот во 180-тиот псалм, вели вака: ова е денот што Бог го создаде да се радуваме во него. Денес е денот во кој ние се радуваме. Минатото псалмистот, ако читате истиот псалм, го користи во контекст на широкиот поглед на тоа да види како Бог во континуитет делува. И ги препознава Божите дела низ минатото и во искуството од минатото.
И денешната донесена одлука, тој размислува со надеж за еднината. Во контекст на севкупното искуство со Бог, размислуваме за тоа што Бог ни го зборува денес. Центарот секојаш е денес. Одлуката која ќе го донесам јас денес. Што правам јас денес? Каде Бог денес ме води? Ова серија проповеди која сега ја почнуваме, серијата се вика Живот во заедништво, како што е насловен и флаерот. Тоа е една од, да кажеме, тоа е нашата визија, тоа е нашиот резултат кој сакам оваа црква да го живее. Да имаме живот во заедништво. Тоа е живот во кој нас Бог не повикува првим во заедништво со Него, а после во заедништво со Неговата црква на земјата. Ова серија ќе не води низ тоа да размислуваме за правецот во кој Бог ја повикува ова локална црква. Јас сум убеден дека Господ зборува денес. И зборува на различни луѓе различни нешта. Не сме сите во исти сезони, знаете. Јас сум во една сезона од животот, вие сте во друга сезона од животот. Бог, затоа што е личен Бог, тој лично зборува на нас посебни нешта. Минатата недела проповедав на една голема група моторџии. Знаете, моторџиите изгледаат како што изгледаат, сте ги виделе, синоќа има некоја голема прослава тука, ме викна, ама ја не може да отидам. Нивниот животен стил за многумина е неразбирлив. И направив една паралела помеѓу моторџиите и христијаните, а тоа е дека реалност е дека ние сите сме и моторџиите и ние христијаните сме во постојано движење. Како што моторџиите се постојано на некаква тура или на некој пат, така и ние христијаните сме во постојано движење и не сме статични. Христијаните никогаш не се статични. Една работа што постојано се потсетуваме дека на почетокот христијаните не се викаа христијани, туку се викаа следбениците на патот. Токму затоа што тие беа во постојано движење. Како локална црква, ние сме во постојано движење. Да не ве залажува адресата. Ние сме сега тука, можеби утре нема сме тука. Тоест, моја голема желба е да не сме веќе тука. Ама, тоа е една моја молитва, која моментално е упатена кон Бог. За оваа сезона сакам да видиме кој е правецот во кој Бог не повикува ние како локална црква да одиме. Ова серија проповеди за мене, лично за мене е едно посебно патешествие, е многу важна. Многу важна затоа што сакам да го слушнам Божиот глас. Сакам да видам на каде одиме како локална црква. Затоа што едноставно Бог не повикува да бидеме стационирани некаде, туку не повикува да го следиме. А тоа следбеништво подразбира да одиме во одреден правец. Денес текстот на кој ќе проповедам се наоѓа во книгата на пророкот Еремија 31 глава, така да ако имате Библии, сега да ја отворите, ќе читаме Еремија 31 глава, 31 до 34 стих. Јас ќе ве замолам да станете додека читаме овој краток текст. Еремија 31 глава, 31 до 34 стих вели вака. Еве настапуваат дни, вели Господ, и ќе склучам со домот Израелов и со домот на Јуда нов завет. Не онаков завет како што склучив со предците нивни во денот кога ги фатив за раце за да ги изведам од египетската земја. Тој мој завет тие го нарушија, иако останав во сојуз со нив, вели Господ. Но еве го заветот, што ќе го склучам со домот Израелов по оние дни, вели Господ. Ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни, па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И нема повеќе да учат еден на друг, брат, брата и да зборуваат, познајте го Господа, зашто сите тие, од мал до голем, сами ќе ме знаат, вели Господ, бидејќи ќе им ги простам беззаконијата нивни и за гревовите нивни нема веќе да се сеќавам. Амен. Еве настапуваат дни, некои нови дни, вели Господ, и ќе склучам завет со домот Израелов и со домот на Јуда. Нов завет. Повелете седнете. Нов завет. Ја донесов тука еден нов завет, само не знам каде е. Ќе го најдам, како и да е. Не ни важно. Не знам како тоа ви звучи на вас.
Но ако сте во сезона во животот на тоа да бидете заглавени во нешто или да немате излезено од некаква ситуација, не ми треба иначе. Ако сте биле заглавени во нешто или да немате излезено од ситуација, од некаква ситуација веќе некое време, заглавени сте во некоја животна ситуација, никаков нов и свеж почеток не ви звучал лошо. Ако сте во некоја сезона каде што сте стуткани, нема кај да имате чувство дека не може да излезам од кожа, нов почеток звучи како добра идеја. Еден свеж почеток, една новина во животот. Израел во овој момент, како ја пишува Еремија, беше толку заплеткан со својата историја, традиција, верувања, па измешаност на силите, кој е сега главниот, дали се пророците, кој треба да слушаме, дали се свештениците, дали е царот, кој цар, не знам, има повеќе лози, и Северното царство веќе го нема, кај се отидоа, Јуда остана, Јужното царство. Кој над кој да доминира, тој или кој пророк сега да слушаме, пошто овој вели, не берете гајле просперитет само, Еремија вика пепел ќе стане све ово, кој да слушаме сега? Кој глас да го слушаме? Кој повеќе важност има? Па соседите Израелови во секој момент може да извршат инвазија, веќе направиле така, може пак да се вратат. Жив хаос. И во тој момент Бог им вика, ќе склучам нов завет со вас. Прва работа што зборува овој текст, кој мораме да го разбереме, е една и многу важна вистина. Тоа е дека Бог е жив. Може би тоа ви звучи, добро, Бог е жив. Знаете, понекогаш кога ќе кажете една работа 200 пати, таа работа станува толку абстрактна што веќе не знаете ни дали да ја верувате. Бог е жив. Дали сте размислили дека Бог е жив и действува денес? Дека Бог зборува денес. Дека Бог е жив. Недела Сабајле црква не е само недела Сабајле црква. Дали сте размислили дека Бог е жив? И дека тој зборува и денес. Ние упорно се обидуваме да го ставиме во систем, за да го сватиме, да го припитуваме некој Бог. Но Бог е жив. Тој прави нешта кои се толку драматични, што се дури и страшни, како што ова што го кажам на израелците, ќе склучам нов завет со вас. Ќе се вратиме на тој збор. Што значи нов завет? Како тоа нов завет? Што правиме со стариот? Чекај се, што да веруваме сега? Што правиме во вакви сезони во кои треба да се стави некаков рез, некаков крај на нешто во животот? А не е лесно да се стави. Се наоѓаш во хаос, безизлезна ситуација, правиш некој систем во главата на убедување дека тоа ќе те извади некако на некоја површина. Бог вика конец на нешто старо. Дава нов завет. Човекот кој живее после револуцијата на модернизмот, горе-доле смета дека секоја генерација пред неговата генерација биле или заостанети или глупи. Барем тоа го слушнавме од Майк Пирс, ако бевте тука за време на конференцијата. Кога зборуваме за уверувањето од минатото на луѓето, обично тоа го кажуваме со тон на надбеност, како ние сега подобро знаеме и честопати во голема мера мудроста од минатото ја отфрламе. Вие тогаш така верувале, што да ти кажам. Се појавуваат тука таму некои движења во кои минатото, од друга страна, го криват на некаков трон, на некаков пиедестал. Повеќе од колку што треба. Или го глорифицираат непотребно, при тоа отфрлајќи се што е ново. Имаме две спротивставености. Некои кои викаат се што е старо е катастрофа, сите пред нас биле недоволно мудри и паметни, да не кажам глупи, а некои кажуваат сега ова све е ништо, вие стари ве знаеле најдобро. Имаме две спротивставености. Те два екстреми. Како треба ние да се однесуваме како црква кога ќе се најдеме на неков крстопат, кога ни старото, ни новото не нема смисла, кога сме заглавени до кожа и кога Господ вика стариот завет, ама јас склучувам еден нов завет. Што значи со стариот завет? Што ќе правиме со тој? Што би представувал новиот правец во мисијата на одредена
локална црква, еве да го поставам на ниво на локална црква. Во 13 глава според Матеј Исус кажуваше многу параболи и една од тие параболи гласеше вака. Исус им рече за претходните параболи: "Дали го разбрахте сето ова?" Му рекоа: "Да, Господи." А тој им рече: "Затоа секој книжник или секој мудрец, секој професор, секој оној кој го познава законот Божи, кој го познава Божиот збор, поучен за Царството небесно, прилега и личи на домакин кој од својата ризница изнесува ново и старо богатство." Ново и старо богатство. Знаете, 13 глава од Матеј изобилува со параболи кои Исус ги кажува за Царството Божјо. И носи мудрост која не може лесно да се отфрли. Исус преку своите параболи и зборови им прави збунка и на оние што се традиционалисти, кои викаат само старото е добро, ова новото е катастрофа, ама и на прогресивните им прави збунка во мозокот, затоа што тоа што го кажува не го отфрла старото, туку го вреднува, но кажува нешто ново. Исус постојано се соочува со најразлични групи кои во Израел го глорифицираат или минатото, или го отфрлат минатото и изборуваат за некој близ, за некаква си нова иднина. Знаете, прогресивноста, само заради тоа да бидеме прогресивни, е една од големите грешки кои црквата може да ги направи. Да се биде прогресивен, само заради причината да се биде прогресивен, е една од поголемите грешки кои црквата некогаш ги направи. Мудроста за тоа како да се продолжи напред како црква, кој е следниот чекор на евангелска црква, Аеродром, лежи во способноста да се препознае Божиот глас и Божјото делување денес. А да се препознае тоа, треба да имаме широк поглед и познавање на неговото делување низ историјата. А за да го имаме тој поглед, широк поглед на историјата и препознавање на Божјото делување, треба добро да бидеме запознаени со неговата напишана објава и во Стариот и во Новиот Завет, станувајќи способни да извадиме богатство од нашата ризница, старо и ново богатство. Каде можеме да дојдеме до еден таков, како да кажем, до една таква школа, каде што ќе можеме да станеме способни да ја вадиме од старото и од новото богатство, од ризницата која е во нас, која ја храниме. Тоа во ЕЦ Аеродром се прави преку малите групи. Малите групи се место каде што ние го проучуваме Божјиот збор, Божјата објава, Божјата пишана објава за тоа кој бил Бог, кој било неговото действување. И преку малите групи ние го студираме тој Божји збор, да знаеме кој е Бог и да знаеме како да го препознаеме неговиот глас за како да продолжиме понатаму. Малата група е место каде во контекст на заедница ние го студираме Божјиот збор и со запознавање на неговата објава во историјата. Малите групи се како црква во мало. Такви се малите групи. Тие што се водачи на малите групи, јас им кажам многу сериозно. На ваше срце и во ваши раце сега оставам пасторална грижа за луѓето кои се во вашата мала група. И тоа е многу сериозна работа. Многу сериозна работа. Затоа што Господ доверил луѓе на пасторална грижа во оваа заедница. И тоа е многу сериозна работа. Јас оставам овие мали групи да биде како една црква во мало. Тоа е место каде веројатно ќе те запознаат малку повеќе. Тоа е место каде веројатно ти ќе имаш прилика најмногу да зборуваш за Библијата и за твоето духовно патешествие. Тоа ќе биде контекст во кој веројатно најдобро ќе те запознаат луѓето од црквата. Затоа што во овој контекст еднаш неделно 2 сати секоја недела можеш слободно да поминеш низ животот и никој овде ако доаѓаш само 2 сати неделно секоја недела, овде можеш слободно да поминеш низ животот и никој вистински да не те запознае. Малата група е место каде што зборуваме за животот, за нашите размислувања, за тоа што го читаме и како размислуваме за Божјиот збор. Во контекст на малите групи може да се постават дури и незгодните прашања. Малите групи се важен дел од евангелска црква Аеродром. И без разлика на тоа што представуваат
што представуваат огромен предизвик. Малите групи се огромен предизвик. Затоа што е многу тешко да ги ставиш на распоред, на календар. Да го кажам тоа од искуство. Секогаш има нешто друго да се прави. Апсолутно секогаш. Секогаш се надпреварува нешто со малите групи. Апсолутно секогаш. Посебно зборувам и за млади брачни парови. Вие не сте свесни колку после школски активности има. Па деца на све треба да отиде. Со Фани, не знам, веќе имаме завршено факултет за менеджмент, за да можеме деца да ги распоредиме по тие некои часови овоно, за да можеме и тука да сме, и секаде да сме, едноставно тоа е тоа. Но малите групи. Јас верувам дека самиот предизвик да се собереме на едно место еднаш неделно, самото тоа по себе е една духовна битка. Не едноставно. Што, например, можеме да научиме од овој текст за тоа како Бог делува денес? Многу од нас ќе имаат потајно прашање за тоа како Бог действувал во Стариот Завет и како тој се објавил преку личноста на Исус во Новиот Завет. Понекогаш некои ќе кажат, па добро, Бог во Стариот Завет е многу различен од Бог во Новиот Завет. Во Стариот Завет Бог, значи, прави рушум, суд, геноцид, не знам што ли се не се случува таму, а во Новиот Завет Исус доаѓа и тие што заслужуваат казна, Исус вика, ги помилува. Што правиме со тоа? Во историјата на црквата имаме луѓе кои се обиделе да го отфрлат Стариот Завет како дел од писмото. Па и денес од време на време гледаме дека некои водачи имаат таква тенденција. Некој не им оди Божјото делување во Стариот Завет и Христовата објава во Новиот Завет. Во следниот стих ќе можеме да видиме барем еден мал дел, тоа е комплексна тема, ама еден мал дел од објаснувањето за тоа како Бог действува во Стариот Завет и зошто барем во контекстот на Израел дозволувал такви казни. Не дека е така, ама понекогаш има таков дојм. 32 стих вели вака: ќе склучам нов завет, нели? Не онаков завет како што склучив со предците нивни во денот кога ги фатив за раце, за да ги изведам од египетската земја, тој мој завет тие го нарушија. Иако останав во сојуз со нив, вели Господ. Дали сме свесни како звучи ова пророштво во теократско општество? Да дојде пророк и вика Бог со нас ќе склучи нов завет. Еве една мала споредба, например. Мислам дека од денешните македонски актуелни теми ќе разберете зошто е ова толку шокантно. Во овој момент во Македонија, еден од најважните расколи помеѓу власта и опозицијата се едно нешто кое се нарекува уставни измени. Сте го слушнали ли тоа? Мислам дека секој ден по 100 пати се збори за таа работа. Уставни измени. Што значи тоа? Не навлегувам во некои цинични муабети за криминалот и корупцијата, све отиде, не знам, низ течението, отидоа веќе низ Вардар, вредностите готово, немаме држава, не навлегувам во тие наративи, не ме интересираат. Не ми е тоа темата и искам да бидам така одлучен, точка, не разговарам за тие. Во секој случај, една од најважните разлики сега е измената на делот од уставот, не измена на уставот. Тоа е измена на или додавање на преамбулата на уставот и да се додадат само неколку збора. Неколку збора на уставот, чија измена според некои ќе ни го возможи следниот чекор кон рај, овој Европската унија. Да застанеме малку. Дали понекогаш приметуваме колку банално тоа звучи? Неколку збора, 5-6 збора, да се додадат на еден документ, на лист хартија се напишат, тоа ни ја менува судбината. Дали сте размислили за тоа колку банално звучи тоа? 5 збора ни ја менуваат судбината на државата. И зашто се крева толкава джева околу тоа? Дали е можно неколку збора додадени на еден текст да може да направат стварно толкава разлика? Толку голем раздор во државата од друга страна? Дали е можно неколку збора да имаат толкава моки? Јас ќе ви кажа вака, се зависи од документот за кој збориме. За кој документ збориме ние во овој момент? Ако јас во овој документ додадам неколку збора, тоа вајда нема да има никакви реперкусии. Може Фани само се наводи и каже, треба пак да искритам песната. Прилика толку.
Знаете, уставот не е обичен вестник кој денес се чита и утре се фрла во ѓубре или се подпалува огон заева, нели? Уставот е документ според кој се дефинира постоењето на одреден политички ентитет во чиј склоп живеат народи и според кој има правила на однесување. Промената на тој документ, најмалата промена на тој документ, барем и за неколку збора, значи тектонски промени во општеството. И затоа дискусијата, непрекинатата дискусија, не е излишна, туку е важна и е потребна. Се збориме за македонскиот устав и за збориме за 5-6 збора кои треба да се додадат. Тоа се случува. Но да се вратиме на нашиот документ за кој пророкот Еремија зборува. Еве го пророкот Еремија се појавува таму во царскиот двор и носи нова порака до царот, од Бог, до првосвештеникот, до народот, целиот народ го слуша и вели вака: Бог со нас склучува нов завет. Ово е стариот. Ќе го баталиме, највеќе затоа што ние бевме ужас во устари тој завет, не беше Бог, ние бевме ужасот, ние не го испочитувавме. Така да не се мачете многу околу стариот завет, Бог носи нов завет. Се слушате вака. Тоа Еремија го кажа во теократско општество. Нашиот устав во споредба со заветот на израелците е мала шала, од тука да почнеме. Нашиот модерен устав е нешто повеќе од 30 години стар, прилика толку е. Заветот кој Израел го има во тој момент додека зборува Еремија е околу 1000 години стар, склучен помеѓу Мојсей како посредник помеѓу народот и Бог. Нашиот устав се темели пред се на елинденците и асно кои се случиле во изминативе 100 години. Заветот за кој се повикуваат израелците се темели на моментот во кој Бог го повикува Авраам да преку него подигне народ. Нивниот народ пред повеќе од 1500 години до тој момент додека Еремија го пишува тоа. Нашиот устав се повикува на аспирацијата на македонскиот народ за идентитет во последните, да кажеме, 1000 години, преку глава 1000 години. Израелците заветот го гледат во Божјата намера да подигне народ за своето име од почетокот на светот. И си те се појавуваш таму. И кажеш Бог, ова старото, низ прозор го фрла, нов завет носи. Мене не е чудно што Еремија е најтепан пророк од сите. Го утепале. Го измачиле. У бунар го ставиле. Не зашто се не му направиле. Во ова една реченица, ако може некаков еквивалент да се повлече, не може, ама ако може, ако се обидеме, значи Александар Македонски, Кирил и Методи, Климент, Наум, цар Самуил, у пакет со крали Марко, илинденците, Асмон и као капа на све 8 септември да каже некој вака, ништо од тоа сега веќе не важи. Почнуваме и ово на ново. Ја мислам дека некој ќе заврши во затвор. Затоа што тоа е антидржавен акт. Од прилика Еремија тоа го прави. Само што тоа не е демократско општество, тоа е теократско општество. Монархија. Каде ќе се појави еден кој ќе се спротивстави на заветот со божеството и монархот, тој е државен противник. Против апсолутот. Тоа не е слобода на говор. Тоа е антидржавен противник. Од каде е ова коренита реакција од Бог? Пошто Бог го праќа Еремија да го каже тоа. Тоа не е Еремија некој мисли сам да ги има. Прекинувањето на заветот беше прекинување на Божјата заштита и благослов над израелците. Ти ќе станат плен на околните народи. Зошто Бог толку драстично реагира? Ќе го прочитам 32 стих повторно, тоа е клучен стих. Вели вака: не онаков завет како што се склучи со предците нивни во денот, кога ги фатив за раце, за да ги изведам од египетската земја. Много интересна алегорија. Ги фатив за раце и да ги изведам од египетската земја. Тој мој завет тие го нарушија, иако останав во сојуз со нив. Во сојуз. Океј? Вели Господ. Каков сојуз? Ако читате некои други преводи, ќе видите дека овој збор сојуз во другите преводи се преведува како иако бев нивен сопруг. Брачен другар. Ги фатив за рака. Ги изведов од египетската земја.
Го склучи заветот кој они го прекршија, а јас пак останав во брак со нив. Се зависи од тоа каков однос Бог градеше со нив. Јас ќе ве прашам вас, како вие би изреагирале доколку вашиот сопруг или сопруга ве изневери на најјавен можен начин? Бесрамно, пред целиот свет ве остави за некој или некоја друга и се шета и го рекламира тоа. Како би изреагирале вие? Какви чувства тоа ќе произведе вас? Како би изреагирале? Ако оној со кој сте биле најинтимни ве изневери толку јавно и ве понижи толку јавно, каква реакција тоа ќе има кај вас? Да ве прашам. Односот на кој Бог нас не повикува е интимен и ексклузивен однос. А ние постојано се обидуваме да го сметаме на сетна правила, кои многу неволно ги префаќаме, затоа што мораме. Он е Богот, ние сме луѓето. Мораме да ги прифатиме тие правила. Нема друго. Логичниот заклучок од една таква неволност е дека другата страна не сака да биде во однос, ама мора. Замислите кога се побрав фани за жена, да кажеш добра е, аман. Јас ќе знам дека она нема да сака да биде во однос, но ние ќе мора да биде. Тоа не е однос. На таков однос Бог нас не повикува. Божјата реакција е реакција на страшно, срамно и јавно неверство кое е извршено кон Бог од страна на Израел, и тој е љубоморен. Честопати во тие остри зборови на Божјиот суд во Стариот Завет имаме превид на неговите зборови кон Израел, кога вери: сакаш вака, сакаш со другите, сакаш да се оттргнеш од мене, повели да видам каде ќе завршиш. Тоа е Божјиот суд над Израел. Повели да видам каде ќе завршиш. Тоа најмногу може да се види во пророкот Осија или Хошеја, каде што Господ го повикува Осија да земе за сопруга проститутка која после повторно го изневерува. Тој пак ја купува за да биде негова жена. И тоа е еден символ кој Бог вика: вака Израел мене ми прави цело време. Божјиот гнев е Божјата ранета љубов. А ние од страна гледаме на неговите реакции и си викаме: какво драматизирање, човече, и како претерување со реакција. Веројатно Бог од Стариот Завет е малку полош од Исус во Новиот Завет, кој е толку многу простор. Ако нешто научиме во тој стих, тогаш треба да знаеме дека овде сме заради односот со Бог. Тој не повикува во интимен и исклучителен однос, и знаете дека тој е љубоморен. Бог е љубоморен. Тој гледа на нас, на нашите приоритети и на нашето време. Тој е оној кој се посветува целосно и безрезервно на тој однос. И тоа го докажа на крстот и преку присуството на Светиот Дух. Преку чие присуство тој вели дека ќе биде со нас секој ден до крајот на животот. Дали јас и дали ти си посветен и предаден на тој однос на еден таков начин? Дали си интимно и исклучително посветен на односот со Бог? Тоа е прашање за секој еден од нас. Затоа што Бог во еден таков однос не повикува. Во еден таков однос. 33 стих вели вака: но еве го заветот што ќе го склучам со домот Израелов по оние дни, вели Господ. Ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни, па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Вистинската и суштинска преобразба во нашиот живот доаѓа од внатре. Не однатре. Понекогаш сакаме да отидеме надвор некаде, на некое место, на некое светилиште, на некое не знам што, да ни влијае некако, за да добиеме некаква преобразба, да се појавиме на некој настан, да слушнеме нешто, некој животен тренер, појмане, како лайф коуч, како се като вие, за да ни влија толку многу од надвор, што нашиот живот ќе се промени. Нашиот живот се менува само од внатре. Онаму каде што само Бог има пристап, а тој нашето срце. Во Изреки 4:23 вели вака: над се чувај го твоето срце, од него извира животот.
чувај твоето срце. Вистинскиот одговор и решение лежи внатре длабоко во нашето срце. Наместо уште една заповед, Бог вели дека новиот завет кој тој ќе го склучи со неговиот народ ќе биде завет кој ќе биде запишан на нивните срца. Само тогаш тој идентитет на тоа да се биде Божи народ ќе биде реален. Друго нема. Вистинската промена доаѓа од внатре. Знаете, во таа пасторална служба на еден или на друг начин сум повеќе од 15 години. Јас знам дека секогаш кога некој верник доаѓа во некаква криза, то не е затоа што го помешал распоредот, или заборавил нешто, или нешто не знам што му се случува во животот. Секогаш е на разината на срцето. Срцето не е на место, ништо друго нема да е на место. Толку. Затоа што ако срцето е на место, се што се прави за Бог ќе биде на место. И тоа не го знам од студирање на другите, тоа го знам од себе. Почнувајќи од себе. Ако моето срце не е на место, ништо, апсолутно ништо друго не е на место. Каде е твоето срце? Дали е посветено? Дали вистински е посветено на односот на начин на кој Бог се посветил на тој однос со нас? Во контекст на нас, како локална црква, веќе една година, може би малку повеќе, се молам за нови простори, за нова локација, за освежена мисија. Како одминува времето, така склет ме фаќа во оваа просторија тука, да бидам искрен. Убаво е средена, прекрасна е, веројатно поевтино е да се биде тука отколку на некој друго место. Сето тоа го знам. Но имам едно чувство дека следниот чекор на растеж во себе ја содржи новата локација и некоја проширена мисија која ќе имаме како црква. Некое време исклучено бев преокупиран со тоа да најдам нова локација, па дури имав една локација за која се молев постојано. Како и секогаш, нормално, кога јас доаѓам со мој планови, Бог вика, јас имам нов завет. Остави го стариот, нов завет имам. Бог ги слуша моите зборови и тој е трпелив со мене многу низ тој процес, многу трпелив. Но првиот чекор кон тој правец го открива тогаш кога тој ќе мисли дека јас сум спремен да го прифатам и да го разберам. Пред 10 дена Никол купи нов убав кафемат, прекрасен е, има најубава кафе прај во градот и мислам дека ние сме црква со најквалитетното кафе, не го кажувате на другите, тоа ќе станат љубоморни. Ни требаше малку обука да знаеме како да го користиме и за да направиме одлично кафе за да пиеме. Пред некој ден додека спремав една порека, некако Бог ми ги насочи мислите кон тој кафемат. Почнав да размислам за кафематот. И го видов како еден символ на еден нов чекор во кој Бог нас не повикува. Не беше нова локацијата, оваа масата за кафе не беше нова, но кафематот беше нов. Но еден елемент, важниот елемент, беше нов. Беше отслика на тоа што Бог сега го прави е дел од новото кое Бог го прави преку нас. Самиот кафемат ми го откри принципот на тоа дека Бог ја носи промената од внатре. Почнува од внатре. Се уште сме во старата просторија и навидом се нема ништо сменето, но кафето ќе биде подобро. Кога погледнав малку пошироко, Бог ме отри дека се случуваат промени на еден поголем спектар. Структурално и организацијски поминавме низ една долга транзиција, тешка транзиција поминавме, иако можеби тоа не се приметува, не се гледа многу. Некои од нас сме изморени, искрено да изморени сме. И верувам дека тоа беше една долга и тешка припрема за новиот правец за кој Бог нас не повикува. Се отворија нови вибер групи за диаконија службата, за повеќе работи, за повеќе служби кои се во Евангелска црква Ариодорум, во кои сите служиме. Повеќе луѓе превземаа различни одговорности во црквата. Повеќето од вас се вклучите на нови начини во мисијата во црквата. Јас сум многу благодарен на Бог за таа работа. Промената доаѓа од внатре. Па дури и оваа кошула и колар што го гледате тука се дел од таа некоја внатрешна промена, која долгорочно не носи кон новиот правец во кој Бог нас не повикува да одиме како локална црква.
Што во конечност Бог има испланирано за нас? Можеме само да погодуваме, но можеме и да се надеаме и со вера да изчекуваме затоа што Бог го води процесот, а ние го следиме верно и да останеме верно, чекор по чекор. И која е целта на сето ова? Која е целта на сето тоа патешествие? 34 стих вели вака: и нема повеќе да се учат еден со друг, брат брата и да зборуваат, познајте го Господа. Тоа е еден повик кој еден на друг израелците кажувале, се потсетувале. Познајте го Господа. Сеќавајте се на Јахве, сеќавајте се на неговиот завет, одржувајте го однос со Бог. Зашто сите тие, од мал до голем, сами ќе ме знаат, вели Господ, бидејќи ќе им ги простам беззаконијата нивни и за гревовите нивни нема веќе да се сеќава. Исцеление и обнова на односот со Бог за тебе и за заедницата. Тоа е приоритет. Приоритетот е исцеление на односот помеѓу тебе и Бог. Ти си Божјо создание. Знаете, Адам беше Божји син. Така, ако го гледате генеалогијата на Исус, од Исус до назад како што оди, устари, мислам дека Матеевата генеалогија беше, почнува од Исус и оди наназад до Адам. Лукината беше, Лукината беше. Почнува од Исус, оди наназад, го сполнува Сет, Адам, Бог. Бог е изворот, ние сме создадени на негов облик. Тој однос беше прекршен. И Бог целата таа спасителна историја прави да се обнови тој однос. И не само да се обнови, да се однесе тој однос во вечна слава. Исцеление и обнова на односот со Бог е приоритетот кој Бог има за нас. Бог нема да услужи ни една наша молитва или нема да не благослови со ни еден благослов кој ќе го заобиколи овој аспект од односот со Бог. Ако го бараш Бог, ако го бараш благословот од Бог, а не го бараш Бог, како што или Ава Тозар или Росел Чемберс беше, тогаш не бараш ружа, туку бараш трн за себе. Ако бараш благословот, а не го бараш Бог, ќе добиеш трн, а не ружа. Затоа што благословот без Бог е трн. Бог е она која треба да го бараш. Јаков вели вака: од каде се војните и од каде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли до вашите страстни желби што се борат во вашите членови? Сакате и немате, убивате и завидувате и не можете да постигнете. Се борите и војувате, немате зашто не молите. Вели вака: барате, значи молите, но не добивате. Зошто? Зашто барате погрешно, за да го трошите во вашите страстни желби. Може ли да се бара погрешно? Очигледно е можно. Да не го бараш тоа што ти е навистина потребно. Молитвата е централна во службата и мисијата на Евангелска црква. Молитвата допрва како служба ќе се развива кај нас. Молитвата е центарот, имаме молитвата и тука. Молитвата е центарот на интимниот однос со Бог и затоа станува главна и усредоточена цел на нашата мисија. Ако не сте во Вибер групата на ETS Aerodrome, слободно имате таму QR код, скенирајте го, ќе ве однесе да станете дел од Вибер групата на ETS Aerodrome, каде што секоја среда ние постираме ден на молитва. Има текст кој е преведен, кој ни помага да ги усредоточиме мислите и да се молиме, да поминеме време во молитва. Затоа, пред секоја причест ние се молиме со Господовата молитва, со која тој нас не научи како да пристапиме во тој однос со Бог. Тој е интимен однос во кој пристапуваме кон Бог како наш татко. Ова е првиот чекор кон новото патешествие на оваа локална црква. Првиот чекор од многуте. Во оваа серија проповеди ќе зборуваме за некои други важни чекори за визијата и мисијата на Евангелска црква Аеродром, која верувам дека ќе биде визија која нас ќе не води во следната година дена. Сакаме како Евангелска црква да служиме како први на Божјата мисија во локација тука, во овој простор. Сакаме да бидеме за Негова слава. Јас сакам да знаеме на кој начин ние тоа можеме најдобро да го направиме. Сакам да знаеме од каде Господ ќе ни даде сила, од каде Господ ќе ни даде мудрост
да направиме некои важни чекори за оваа локална црква. И ќе чекаме тој да ни зборува. Јас верувам дека тоа беше една мала и тешка припрема за едно многу интересно и долго патешествие за кој Господ нас не припремаше. Допрва ќе видиме кои промени Господ ќе ги прави кај нас. Само верувам дека преобразбата почнува од внатре. Да видиме кои се тие нешта, почнувајќи од мојот живот лично, кои треба Господ да ги откупи и да ги преобрази. Кои се тие нешта? Затоа што црквата не е ова институција која тука оперира, туку црквата сме сите ние, кои сме предадени целосно на Бог. Тоа е црквата. Црквата не се овие простори. Еден мој пријател кој беше тука на отворањето, кога зборуваше, вика: "Бе, знам дека ова не е црква според стандардното мислење, али Господ може овие ѕидови да ги направи црква и негово светилиште." Тој човек не беше протестант, беше православен. Што повеќе ми значат тие збори. Господ навистина верувам дека има убави мисли за нас, има убави планови. Понекогаш е тешко да се издржи тоа темпо, мисиски, понекогаш се потребни 20 души за една работа која прават двајца, но Господ дава сила, Господ дава визија, Господ дава ресурси и тогаш кога можеби се наоѓаме на најниско, Господ ги дава најголемите визии кои некојаш сум ги помислил во животот. Тогаш кога бевме со Фани во мисијата, се сеќавам, кога бевме на најниско и во ресурси, и во некоја сила, и во духовно некоја спремност, Бог дава некои мисли и некои планови кои се као вау. Тоа е окей, ако имаш безгранични ресурси на енергија и на што и да е. Но Бог во тие моменти ти ги дава тие мисли и тие визии затоа што сака да знаеш дека тоа доаѓа од Него. Тоа не е од тебе. Не можеш ти да го направиш тоа. Црквата не е човечки проект, црквата е Божи проект. Тоа беше една од првите работи кои морав да ги научам. Дека се што правиме во црквата е многу повеќе од сето тоа што ние може да го дадеме. И тоа треба да биде така, затоа што црквата е Божи проект. И така се надевам и ќе остане. Сега ќе преминеме на причеста. Фани, ако можеш да излезеш. Ќе му благодариме на Господ Исус Христос за неговото тело и за неговата крв кои беа пролиени на крстот. Ќе ве замолам да станете. Ќе му благодариме на Господ за лебот и за виното и ќе пристапиме кон причеста. Татко наш небесен, ти благодарам за твоето тело кое беше прекршено за нас. Ти благодарам, Господи, за тоа што ти се даде безрезервно во тој однос, Господи. Во тој исклучителен, интимен однос во кој ти нас не повикуваш, Господи. И ти го докажа тој однос на крстот. Се даде безрезервно. Господи, ја сега те молам да ти ни го покажеш патот понатаму. Дали тој пат каков и да биде, Господи Боже мој, се додека ти си со нас, ние ќе чекориме со тебе, Господи. Татко мој небесен, ти благодарам за крвта која беше пролиена на крстот за нас. Господе, ова е новиот завет кој ти го склучуваш со секој еден од нас. Преку вера, твојот закон и твојот завет е запишан во нашите срца. Преку вера во тебе, Исусе Христе, во делото кој ти го направи, во тебе како наш водач и спасител. Господи, тој завет е запишан на нашите срца. И Господи Боже мој, не повикуваш да во тоа заедништво да бидеме интимно вклучени со тебе, Господи. Ти благодарам за тој нов завет. Амин. Ќе се молиме со молитвата Оче наш и ќе пристапиме кон причеста со тоа што ќе земеме ќе земе леп, ќе го намокриме во виното и на тој начин ќе земе причест. Ти што сте водено крстени, пристапете кон причеста први и ќе се молиме со молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како што е на небото, така да биде и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници. И не го уведувај во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин.